Живо, јас сум Димче. Добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат се снимам од мојата кукичка со земја и сакам да ви ја представам оваа кукичка, да ви го представам незиниот развој или незината еволуција, како таа од една обична колиба прерасна во скоро функционална куќа за живење. Јас оваа куќа ја направив со земја, со овие раце и со рециклирани материјали. Значи, ако можев јас да ја направам, тогаш секој може да направи оваква куќа и би сакал да ја мотивирам сите вас и да ви кажам дека постои оваа природна градба, постои овој здрав начин на градба и мислам дека тоа е иднината на оваа планета. Па останете, изгледајте го видеото, видете како почнав да градам оваа куќка, како изгледаше пред тоа, како изгледа сега. Првата кукичка која што направив е оваа мала кукичка, во која што живеев додека ја правев големата куќа. И на сите препорачувам што почнуваат со оваа градба, со природна градба, прво да изградат една мала куќа на која што ќе се научат, подоцна да преминат на изградба на поголема куќа, затоа што веќе ги знаат работите, имаат искуство и ќе можат многу лесно да ја направат. А кога веќе ќе направите една кукичка мала, вие веќе имате осет, односно веќе имате вештина да ја обликувате земјата, па може да правите секакви форми со неа. Ова беше, што го видовте пред малку, влезот на мојата кукичка, ова е внатрешноста на мојата кукичка. Да ви ја покажам како изгледа сега, за да добиете некоја слика за еволуцијата или развојот на мојата кукичка. Значи, оваа кукичка не беше лесно да се направи, верувајте. Меѓутоа, кога ќе почнеш нешто, потоа самиот напредок те мотивира да продолжиш да градиш. Така како што гледате, например, јас прво ги изградив само куполите. Видите, немав идеја. Значи, јас кога почнав да градам, јас не мислев дека тие треба да ги покријам, дека треба да бидат водоотпорни, дека треба стреа да правам. И јас едноставно направив само куполи, како што гледате. Ги направив овие куполи, ги премачкав со глина и мислев дека тоа е тоа. Меѓутоа видов дека самото тоа не држи, односно дека треба да ги направам да бидат водоотпорни, па подоцна дека и да ги направам водоотпорни, сепак таа вода ќе оди во темелите, че мора да направам и стреа, па така почни и развитокот на кукичката, од првично замислени само како куполи, подоцна пуштив и стреа напред, па подоцна си рекол зашто таа стреа да биде рамна, да биде права, да биде обична, да направам да биде со заоблени форми, да биде интересна, да биде динамична. И така почнав да ја правам и стреата. И како ја направив на дворешната стреја, направив и страничната, почнав и одзади да правам. Значи, како правиш, а така повеќе се развива креативноста, така повеќе доаѓаат идеи, така и јас ја градев оваа куќа. Потоа, кога завршив со изградбата на стрејата, веќе доби некоја форма од која што јас бев задоволен, односно која беше пријатна за окото, и потоа почнав да градам зелен кров. Наредната етапа беше па да направам зелен кров. Зошто да стои таа површина така празна, кога можам да направам со земја, со растенија, да можат пчелите да се хранат, да можат инсектите да живеат и така натаму, да може едноставно да биде убава и за моето око. Затоа што јас веќе се навикнав да гледам само природни работи и така се решив да правам и зелен кров, па нареден чекор ми беше да направам и зелен кров на куќата. Го направив зелениот кров, потоа се префали внатре во куќата. Внатре во куќата немаше ништо. Реков, чекај, сега ми треба мебел, али за оваа куќа е малци интересно што треба заоблен мебел. Не можете баш да залепите кревет кој што е коцкес на округла куќа. Потоа се префрлив внатре да правам. Прво што направив внатре беше подот од земја. Почнав да го правам подот од земја, затоа што сакав целата куќа да ми биде од природни материјали.
Па така подот како што гледате на сликава, почнав да го правам од земја. Сам се учев, додека го правам се учев и верувајте испадна супер подот. Потоа се префрлив на правење мебел. Не, уствари прво почнав да си правам камин. Од секогаш сакав да го гледам огнот. Па прво што направив беше да си изградам собствен камин. Прво што направив беше каминот. Потоа си изградив и место за седење на кое што седам сега. Потоа си изградив и мала фурна за зимно време да си печам леп или некои други работи. И тоа е едноставно мојата еволуција на куќичката. Значи, заедно со куќата еволуирав и јас. Значи, интересно е што кога градите со оваа природна градба, вие се менувате и самите себе си, односно го менувате погледот на светот и секако се менувате самите себе си. Се надевам на подобро. Јас мислам дека сум сменет на подобро. Значи, како еволуираше мојата куќичка, така еволуирав и јас, односно од некои мои ставови кои што се нормални или општо прифатени, јас почнав да ги менувам тие ставови и да ги прилагодувам на природата или на тие природни правила, или да се прилагодувам на законот на совеста кој што го носиме сите во нас. Се надевам ми беше интересно оваа кратка ретроспектива на мојата изградба на куќичката. Ќе снимам и во иднина како си ја развивам својата куќичка. Доколку ви имате некој сличен проект, па споделете. Можам да ви помогнам со совет, со моето искуство и секако со мојата енергија. А и секако убаво е да знам дека не сум сам во оваа приказна, затоа што, верувате, не е лесно. Не е лесно од аспект на тоа што ова е булинг општество и секоја мана што ќе ја најде ќе ја искористи да ве малтретира или да ви прави некои проблеми, да ви насочува говор на омраза и така натаму. Меѓутоа, јас се навикнав да живеам и со тоа. Значи, покрај сето тоа што треба да живеам, јас во ова лудо општество треба да се справувам и со луди луѓе. Меѓутоа, тоа е патот кој што го одам. Меѓутоа, тоа е само еден дел од развојот, значи јас се научив да ги игнорирам тие луѓе, затоа што ја давам енергијата на убави работи, ја давам енергијата на позитивни работи и таму планирам да останам. И тоа е мојата еволуција, тоа е мојот развој. Ќе кажам уште една, споделете и вие доколку имате некоја слична приказна, споделете и слики ако имате од вашиот имот, а можеби и да ги споделите вашите соништа или како би изгледала вашата идеална куќа за вас, како би изгледала, во каква куќа вие би сакале да живеете доколку имате можност и доколку ги скршите тие стеги или тие синџири со кои што сте врзани. Ви благодарам, луѓе, што бевте со мене во уште едно моје видео. Се радувам што можам вака да комуницирам со вас на овој начин. Се гледаме во некое моје наредно видео или низ нашата преубава Македонија. Поздрав и секое добро!